Добар ден, го следите најновото издание на емисијата Напладне на Охрид Нјуз. Денеска повторно имаме една актуелна тема за разговор. Предходните неколку емисии зборувавме за тоа како го чуваме природното наследство, како го чуваме нашиот природен басен, Охридското езеро. Сега повторно сме на истата тема, на уште еден проблем кој не засега сите, а тоа е рибократството во Охридското езеро, кое што е во подем. Езерото се уште нема ниту концесионер. На овие теми и на уште многу други денес разговараме со нашиот гостин Зоран Спирковски, 35 години, дел од Хидробиолошкиот завод во Охрид, а сега веќе во пензија. Добре ни дојдовте. Благодарам. Да. Кажав дел од темите кои што ќе ги дискутираме, ајде да започнеме со рибократството, нешто што многу загрижува, а е во подем во Охридското езеро. Јас малце поинаков пристап би дал на тоа прашање, не е само рибократството, значи рибократството е елемент на човечките негативни активности. Како во целиот свет, впрочем, во сите водни ресурси, рибните ресурси се длабоко преискористени и истото се среќава и кај нас. Од разни причини, значи тука се надоврзуваат и климатските промени кои што се присутни и кај нас оставиле трага веќе очевидно, но сепак човекот е оној главниот фактор кој што придонел за вакво намалување, драстично, дури исчезнување на одредени видови риби во целиот свет. Во нашето езеро тука така сме, да речем, на иста состојба и она што го споменавте вие, рибократството, постои, значи, еден посуптилен збор кој што се вика илегален риболов. Никаде во законот не постои зборот рибократство, туку лови без дозвола. Ловењето без дозвола е присутно на Охридското езеро уште од памтивека, да речем, и луѓето кои се занимавале со тоа било и нивна екзистенција. Понатака со развитокот на рибарството почнува да се организираат во разни задруги, во разни предпријатија и во последно време, што викаме веќе, со доделување на рибниот фонд на концесионирање на одредени компании. Рибократството е момент кој што не може да се искорени, во цел свет е присутно и во најразвиените земји, значи сум имал прилика тоа лично да го гледам, и само единствено може да се намали неговото влијание. Да се контролира на некој начин, така? Да се сведе на минимум. Во нашиот случај, и на македонската, и на албанската страна, тоа е далеку присутно. Дури и кога има и концесионер. Во периодов кога познато е дека нема концесионер на Охридското езеро за риболов, се назначени, формирано едно тело, кое што е координативно тело од Министерството за земјоделие, каде што се вклучени езерската полиција, односно пограничната полиција, инспекторатот при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Хидробиолошкиот завод, капетанија на пристаништата на Македонија и така натаму. Имаме момент, значи, кога полицијата, езерската полиција, заедно со другата, значи, која што е покопно за економски и стопански криминал, имаат навистина спроведено голем број на акции, каде што се одземени голем број километри на километри на риболовен алат, односно мрежи. Но денеска, во денесно време, интересно што тој риболовен алат е релативно ефтин. И доколку шторителите не се казнети, тие повторно истото го прават. Значи, тоа е една болка присутна во светот, рак-рана, која што викаме по однос на рибарството. Во нашиот случај, во случајов, да речем, се споменува дека со новиот закон за рибарство ќе бидат направени измени, дека ќе нема да се доделува на концесија, туку ќе се доделува на управување и искористување од страна на Министерството за земјоделство, а клучна улога ќе има она тело што сега треба да се формира за управување со Охридското езеро, меѓуопштинското, помеѓу нашите 3 општини, кои го делат брегот на Охридското езеро, и воено синхронизација со албанската страна. Бидејќи не можете да спроведете една мерка, а другата страна да не ја спроведува, значи ефектот е никаков. Ние честопати, да речем, сме се удирале в гради, зборувам како држава, дека ние правиме она, тие не прават она, и обратно. Сега, да речеме, дојдовме до момент
да тие прават нешто повеќе отколку ние што правиме и така натаму. Да. А претходно беше обратно, нели таму се изловуваше повеќе, барем од она што го кажува Точно експерти. така беше, значи во почетокот, зборам почетокот 94-95 година, тогаш сите од Албанија кои што може да влезат во езеро влегува да си најдат еден така наречен свој опстанок минимум. Да. Што се изловува најмногу? Дали е се уште најзагрозена паструнката? Значи треба да се подсетиме на едни моменти во историјата на рибарството на Охридското езеро. До почетокот на 90-тите години на пазарот, на рибниот пазар, се нудеат 10 видови риба, кои што денес, во денешно време, воопшто не се ни понуда. Останува само да се лови пастрнката, белвицата, крапот и јагулата. Плашицата, која што беше значаен учесник во риболов, значи и даваше одредени високи приноси финансиски, сега е занемарена и од двете страни. Од друга страна, тоа пак прави проблем во еколошкиот статус на езерото, бидејќи плашицата како пелагијална риба никој пат не била, односно никој пат не се движела во пелагијалните езерската шир. Неколку години наназад, значи, може би децении и повеќе, ние го имаме тој момент. Зошто? Затоа што пастрнката како единствен предатор кој беше за неа е редуциран во бројност, ја нема и нормално сега пленот си го завзеде местото каде што воопшто никогаш не ни бил. Имаме и други моменти кои што навистина значат една своевидна еколошка претумбација, се завземаат ниши на одредени други риби од страна на други, така да годинава за време на природниот мрест на Охридската пастрина, од страна на Нуркачкиот клуб Амфора, добив снимки кои што укажуваат на моментот, значи го имате каде што пастрнката треба да се мрести на оние своји природни мрестилишта, врие од плашица, врие од кленови и едноставно ја бркаат. Значи имате уште еден момент кој што ќе го редуцира репродуктивниот потенцијал на целата популација на пастрнката. Немаме сознание што се случува и кај мрестилиштата на белвицата, може би таму истото. Но тоа се моменти за кои што државата не издвојува средства да се проучуваат. Нажалост, имаме значи, преклупување на одредени ингеранции. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е задолжено за рибниот фонд, за негово чување и експлоатирање. Значи, тие треба да се произведе храна. Од друга страна, Министерството за животна средина и просторно планирање е задолжено за заштита на природата. Овие две министерства досега ретко да наште, да речем, заемно разбирање и да се направат одредени работи усогласени. Министерството за животна средина знае да си донесе некои акти за кои што никој не е информиран, ниту пак некој бил консултиран од оние кои што го практикуваат тој момент. Значи имаме сијасет на работи, редица на работи кои што ги отежнуваат задачите за заштита на одредени видови на риби. А зошто е тоа така? Зошто нема интерес од надлежните нешто што навистина има големо значење, нешто што е заштитено од УНЕСКО и нешто што е толку значено за сите нас и за цела држава, да не се вложува во тој дел? Ќе дојдам и до тој момент, но кај што рековте заштитено од УНЕСКО, јас на последниот состанок кој што беше во рамките на Бернската конвенција, каде што се разгледуваше и приговорите од одредени невладни асоциации врз состојбата на Охридското езеро, јас револтирано искажав дека сите приговори кои што се досега се однесуваат само на урбаната, да не кажам, несоодветната урбанизација. Никој не споменува за она што се случува во самото езеро. Народот знае да реагира на она што го гледа. Така. А за да реагира на она што не го гледа, тука треба науката да покаже, односно да има средства да ги спроведе тие истражувања, за да ги приложи пред народот да се знае што се случува во самото езеро. Оно што го поставивте како прашање зошто е тоа така. Уште децении назад, ние како институција, значи Хидробиолошки завод од Охрид, сме се бореле да се воспостави едно
интердисциплинарно, интерминистерско тело кое што ќе се занимава со оваквите проблеми, каде што ќе ви бидат вклучени и МВР, бидејќи тие се тука присутни, царината, бидејќи се шверцува голем број на риба од едната и од другата страна, и правосудството, значи нема соодветни казни, гледаме дека луѓето, да речам, си поминуваат лесно. Да. Тоа ги И мотивира на некој од друга начин. страна, токму така, Да, ги мотивира и се вие сака да се борите против рибокраството. Значи, не може едностранно таа работа да се решава. Да, дали поставувањето на концесионер ќе ги смени работите или, како што велите, ќе остане пак исто? Значи, сега нема да се вика концесионер, според новите промени во законот, односно ќе се прави нов закон. Ќе се оди на моментот да се дава на управување и користење на 12 години, но она што е често, да речем, се случува кај нас, во тој план, така наречен, досега се вика риболовни основи за одредена риболовна вода, сега ќе се викаат планови за користење и управување. Во тој план за 12 години вие не можете да пропишете мерки кои ќе бидат трајни. Значи, таа е жива материја. Треба да се има простор да тоа се надокнадува, да се видоизменува. Не можете да одредите квоти однапред 12 години кој вид на риба ќе се лови во колкава количина. Значи, потребни се детални истражувања и затоа досега и не е дадено под концесија, бидејќи ние, да не кажем, запнавме да побараме прво истражувања, од кои што последното го направивме минатата година како за мониторинг на пастрмката, така и белвицата, и тоа проект број 2 од финансиран од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на кој што видовме уште еднаш поразителни состојби. Пастрмката е, да не кажем, напорот кој што порано, конкретно да бидам понародски изразен, ако на времето со еден ист алат, за едно исто време, се ловеле 100 пастрмки, денеска 0,1 пастрмка за тоа време. Ситуацијата е алармантна, така? Ситуацијата е одамна алармантна и ние алармираме одамна. Дури знаете дека минатата година се потпиша и договор за соработка помеѓу двете министерства, Албанија и Македонија, за заштита на рибниот фонд на Охридското и Враспанското езеро. Но техничките групи кои треба да го спроведат тоа, значи науката и експертите, такво тело се уште не се формира. Сега доаѓаме до моментот кој ќе треба едно тело кој ќе биде ново и кој знае што све, кој све ќе учествува таму, дали ќе бидат политички или ќе бидат експертски поставени, да одлучува за управувањето со Охридско езеро. Со статутот кој што го доби, да речеме, Охридско езеро како споменик на природата, како што се преспа и Охрид, за мене конкретно тука се уназади работата. Затоа што сега имате една контроверза на закони кои што утре ќе се спротистават едни на други. Значи тоа е работа која што треба претходно да се расчисти за да му се даде некому да управува и да одлучува. Да, тоа е уште еден проблем, затоа што еве се гледа како и нас функционира се само на хартија, а не и во пракса. Може да се смени тоа, но ќе треба време. Точно, на хартија имаме прекрасни закони, имаме све, ама дали се Ништо не се координирани и имплементира. не се координирани, Жал. тука е голема грешка. Да, 3 години нема вештачки мрест, тоа уште Ова е еден од четврта. проблемите, ова е четврта, зошто? Пред се, може би 3 години имавме проблем од административно-технички аспект. Тоа значи дека според новите закони за јавни набавки, а ние како институција државна мораме да се придржуваме на тоа. За да реализираме вештачки мреж треба да ангажираме рибари. Во времето на постоењето на концесионер на езерото тоа одеше како некоја паралела и се склопуваше договор со концесионерот како единствен управувач и корисник. Кога се одзеде концесијата на Пастрмка 2012 во 2018 година, фактички овој момент стана нерешив. Нерешив од следниот аспект. Значи, ајде најдовме соодветни решенија дека ќе се изнемат, ќе се активираат или ќе се изнемат рибарски, односно здруженија на професионални рибари кои што не се во компанија од концесионер, бидејќи значи немаме концесија, односно давање на риболов.
И тогаш се постави моментот на доделување на средствата. Според Законот за јавни набавки, никој од институциите, значи кои подлежат на тој закон, не можат да вршат јавни набавки доколку немаат средства за таа намена легнати на сопствената сметка. Односно, во случајов кај нас, од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку платежната агенција за поддршка на... Значи, повторно се тие административно-правни лавини. Точно. Значи, и ние заедно и со Министерството, колегите од Министерството за земјоделство, баравме начини како тоа да го измениме. Бидејќи програмата во која што се определуваат средствата се носи во јануари, а мрестот почнува во јануари. А ние, за да го направиме сета таа припрема, требаше да почнеме, значи, во септември, а како ќе почнеме кога немате средства легнато, бидејќи ги чекате во некоја идна година. За среќа, тој момент се разреши. Сега останува вториот момент кој што е проблемот дотокот на вода од билјанините извори. Ние веќе се години, да речам, и додека имавме мрест, имавме проблеми, не проблеми, влегувавме дури и во меѓучовечки расправи и со раководните тела од водовод Охрид, кои што ниту луѓето се криви, ниту пак ние. Така. Бидејќи секогаш водата за пиење е предност. А таа вода ние ја делиме заедно со водовод. Покрај тоа, имавме одредени моменти во влошување на квалитетот на водата. Бидејќи сите оние градби кои што се над хидробиолошкиот завод во планината, се на септички јами, таа понира и удира токму на онаа жичка која што ние користиме за одгледување на младите рибчиња. Значи, останува проблемот да се донесе нова вода, водоснабдување на рестилишните инсталации и предложивме тоа да биде од самото езеро, како што е во цел свет, кога се гледуваат заштитени видови и автохтони. На тој начин ќе биде развитокот на пастринката исто како да се развива во самото езеро, во нејзиниот собствен амбиент. Бидејќи сега нашата температура на водата во рестилишните инсталации на институтот е 10,5 степени плюс минус 1 степен цела година. И начинот на кој што ние сме го гледувале со таа температура е побрз отколку онај што се случува во самото езеро. Бидејќи температурата кога се полагаат јајцата во зимно време, таму е од 6 до 7 степени. И автоматски инкубацијата кај нас трае 35 до 40 дена на икрата, а таму трајат 60, 70 и така натаму денови. Да, некаде сме на крајот на емисијата. Многу убаво ги објаснивте сите процеси. Сакам да прашам за крај, очекувате да се решат сите овие проблеми во скоро време или не постои надеж? Надеж секогаш постои и мора да постои, но бара големо залагање од сите страни. Реков, сега ако тоа биде клучна улога да се решава за управување со езерото ова тело, треба навистина се внимава кој ќе биде поставен во тоа тело, да се спрегнат сите можности, сите, да речем, капацитети на сите институции кои што се поврзани со тоа министерство и така натаму, за да може да направиме нешто и тоа паралелно заедно со албанската страна. Да, ви благодарам многу на гостувањето. Повторно ќе се видиме во следна прилика за актуелни теми. Се надевам дека нешто ќе тргне во позитивна насока од ова што го зборувавме денес. Да се надеваме. Така. Благодарам. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте и овој понеделник со нас. Се гледаме следниот, точно напладне на Охрид Ньюс.